Ке стагнираат цените на бакарот, оловото и цинкот, предвидуваат експертите. Лошите најави веќе ги мобилизираат рударите од државата за амортизирање на потенцијалните загуби. Цената на обоените метали, можеме да кажеме бакар, цинко и другите, е релативно снижена, меѓутоа се чувствува дека е стабилизирана ниско, стабилизирана цена и не очекуваме понатамошни шокови. Надеж за нормално и рентабилно работење на македонските рудници е паралелниот пат на цената на останатите енергенси како што се нафтата и струјата. Тие во вкупната цена на чинење на рудата учествуваат со најмалку 20%, што ударот релативно успешно го амортизира. Сево ова резултира со стабилно производство и стабилни плати. На платите нема да се одрази. Јас пратам и САСА, дури ги зголемила платите, другите зетови тораница немам точна информација, кај нас нема пад на платите, така да и покрај оваквата ситуација ние максимум се трудиме да нема пад на платите, затоа што сакаме работниците и во оваква ситуација да бидат задоволни. Од друга страна, по долги години ново сонце ќе има за производителите на ориз. На глобално ниво се очекува цената значително да се зголеми. Ја би рекол и конкретно, значи за последните 2 месеци кај Андре е покачено некаде за 200 евра. Инаку таа цена е колку што е во Италија, толку и кај нас во моментот, значи некаде се движи околу 900 до 1000 евра во зависност, и кај нас моменталната откупна, зборуваме за големо на белиот ориз, е 58 денари, што во овој случај е зголемена. Дали ова ќе биде конечен стимул за враќање на довербата во производството на оваа култура? Но јас се надевам дека токму секако дека цената на производот и во друга страна, имајќи ги на ум трошоците кои што не се зголемени импутите, односно трошоците на производната цена, така да може да се оствари една добра солидна добивка. На ниво на регион, трите рудници САСА, Злетово и Бучим годишно произведуваат околу 800.000 олово-цинков и 40.000 тони бакарен концентрат. Под ориз пак се околу 4.500 хектари, од кои се добиваат 25.000 тони оризова арпа. Годинава поради сушата вода ќе има само за 3.000 хектари оризови ниви.